18 години македонски светски магазин. Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добро дојдовте. Морам да признам дека вчера ми беше вистинско освежување. Не правам ја обично емисии за спорт во Јади Бурек, ова беше интересен вака преседан, малку и со Филе, да евоцираме спомени. Именно со Филе на времето доста правевме овие, ми беше гостин често пати кога ги правиш преносите од светското првенство. Што ќе пуштиме овдека? Нема ништо убаво, бе, каде? Еве го, бе. Да згриеме малку, може ли? Не, позадинава овдека нешто да пуштиме. Види овдека, уште само скара. Режија, добри сте? Сега малку тишина, затоа што треба да си ги чујам мислите, а се ми е потешко да си ги чујам и ќе треба да комуницирам со вас, почитувани гледачи. Имено, знаете, кога ќе ги отворам телефоните, поставувате прашања. Некогаш ми поставувате прашања, а понекогаш и не ми поставувате, па не очекувате или очекувате одговор од мене. Но вечерва ќе направиме нешто што мислам дека никој во Македонија уште не, моите колеги немаат Google Earth отворено, отворија Skype пред година, две и така натаму, нема врска. Ако да малци на моја воденица да си ја терам водата. Чепкало сум, не сум попаметен, чепкало сум, али ме нервира што моите колеги новинари се многу инертни. Тоа е, ти не знаеш, он нешто само да напише и ќе каже и тоа Господ го чита, 7 неба. Олабај се, човек. Не се. Идеме технолошкиот напредок на човекот. Како никогаш досега, прв пат во историјата на човештвото имаме интелектуална вредност која е нематеријална, а е поскапа од било која материја. Значи, се што знаеме во цивилизацијата имало некаква вредност. Злато, накит, оружје, книга, парфем, лек, предмет, ово, и конкретно се имало. До појавата на Windows, се беше конкретно материјално, значи, нели, предмет е ова и овој предмет чини 100. И тоа е логиката. Но, со Windows започнавме да купуваме програма. Програма е нематеријално нешто. Значи,
Не можеш да го држиш во раце, не можеш да го гледаш, не можеш да го манипулираш и е виртуелна вредност и тоа сериозни пари збориме. И тука се настана превратот на прогресот на се натаму што се случува. Интернет, дали влего или не влего е, компјутери, не компјутери и така натаму, сето тоа е споредна работа, затоа што користеле интернет, користеле мобилен, користеле лаптоп, компјутер, се мора да има оперативен систем во него. Дури и телевизорот кога го палите има оперативен систем во него. И наједноставниот телевизор има оперативен систем во него за да ги повресе копчето со тон и така натаму. Порано не било, нели? Лампаш, му пушташ звук, тон и така натаму, директно влијаеш на струите. Овде нешто процесира. И тие процесори стануваат се покомплицирани и можат се побрзо, поголем број на задачи да завршуваат. Колку стануваат тие покомплицирани, можат многу покомплексни работи да извршуваат. Она што од научната фантастика го знаеме дека овие години се кога ние со компјутерите ќе разговараме, ќе им кажуваме, они ќе извршуваат команди, па дури роботи, личности и така натаму ќе создадеме вештачка интелигенција. А ние сме на добар пат да создаваме симулакрум на интелигенција, но не и вештачка интелигенција. Патот иде натаму и просто грабат. Имено, за да создадеш интелигенција, бидејќи ние, освен човековата интелигенција, не познаваме друга. Ние немаме никаков концепт за било каков друг интелект, освен човечкиот, нашиот. И за да создадеме такво нешто, ние се трудиме да го разбереме човечкиот мозок како функционира. Арно, ама многу е тешко. Зошто? Затоа што човечкиот мозок не функционира како централизиран процесор. Он самиот е многу сложен и многу архаичен, па сепак во таа сложеност и архаичност се создава еден оперативен систем, личност, која е свесна за себе. Бидејќи интелигенција, знаете ли што значи? Да имаш свест за себе. Никој го нема тоа. Мислат дека може би делфините го имаат и така натаму. Нема. Само човекот има свест, неговата свест за смртност и бесмртност, неговата свест за право на избор е жив доказ дека ние сме интелигентни суштества. Ние сме интелигенција. Да создадеме симулакрум на нас, се обидуваат да создаваат такви мрежи кои ќе наликуваат на компјутер. Ако е нешто најблиску, вака да ви визуализирам, сетете се на филмовите на Марвел, Кептен Америка, Айрон Мен, Avengers, поготово, Age of Ultron, каде што, нели, имате оние 3D модели, како изгледа тоа, нели, синапси, виртуелни синапси се нерви поврзани во мозокот. Ние имаме два дела, имаме сива маса и имаме бела маса. И тоа е, да не навлегуваме сега во медицинските термини, во секој случај нашиот мозок работи на струја, мозокот му треба и работи исклучиво на шеќер, чист шеќер, му треба, он не користи ни протеини, ни масти, ни витамини, ништо. Нервот работи само на шеќер, за да може брзо да префрли од едно на друго. И они нон-стоп се палат и гасат и просто е неверојатно како ние успеваме рационален интелект да прикажеме во една таква анархична состојба, навидум, а сепак успеваме колку толку да ја контролираме. Она што не можеме да го контролираме, се спушта на второ ниво, на подсвест. Личноста има неколку степени, ид, его и суперего.
суперего се оние највиши идеи со кои се држиме, не убивај, не лажи, не кради и така натаму. Его е нашата личност, нели, кај што ние се штитиме, ние се сакаме, емпатијата е тука и така натаму и така натаму. И сите овие атрибути, сега, знаеш, треба се прашате, што е човек? Што е човек, ако барате вака филозофско интелектуално објаснување, наједноставно што може за да му објасните на дете, има во Библијата. Имено, како знаеме дека Господ Исус Христос, нели, бил Бог. И сега, ако бил Бог, Бог знаеме дека е омнипотент, семоќен. Но он страдал. Како да знаеме дека он не се фолирал, бидејќи нели семоќен, можел да ги утепа, можел да се контролира болката и така натаму. Не. Не. Он јадел со нас, чувствувал болка, плачал со нас. И вака монасите, овие три атрибута се доволен доказ дека он навистина бил исти како нас. Болката, љубовта, чувствата се тоа што не прави и храната. Се тоа што не прави дека сме луѓе, споделуваме едни со други. Не би навлегувал, сигурно не ми е и најпрецизно и најточно, но од прилика чисто колку некоја рамка, затоа што ве водам кон вечерашнава емисија што ќе правиме. Имено ве водам и сега овие три атрибута се многу, кој ќе речеш, многу едноставни, ма многу и тешки. Многу тешки ги направиш некој да разбере. Ти можеш да направиш добар асистент кој многу разбира, но нема емпатија. Бидејќи вештачка интелигенција прво треба да има свест за себе. Јас сум Ултрон, јас сум Јанко. Ти си Ана. Ти си свесна дека си Ана. Свесна си за својот живот, свесна си за севкупната околина, можеш да делуваш, тука е веќе интелигенцијата, се приспособуваш, но имаш емпатија. Реална емпатија, не индицирана за да одлумиш пред некого или да заработиш пари, тоа секој го има, нели, социопати и така натаму. Но ние сме реално во преку 90% нормални суштества, битија со емпатија, со љубов, со емоции. Тоа е многу тешко да ги направиш и да ги ставиш во машина, во робот, во компјутер, во програма. Но ние толку многу напредуваме последниве 50 на години, да ние можеме да направиме симулакрум. Симулакрум е нешто што наликува на вистината. И да направиме симулакрум на личност, симулакрум на интелект, симулакрум на интелигенција. Значи, она да се фолира дека сака, дека помага, дека има интенција за помагање и така натаму и така натаму. Ја пред некој ден, благодарејќи на еден твит на Елон Маск, прочитав за ChatGPT. ChatGPT е open source веб страна која е во суштина зад која стои огромен интелектуален труд на научници кој создаде виртуелен асистент со кој можеш да разговараш. Вечерва јас ќе разговарам со него и ќе му поставам неколку мои прашања. Ја саат време разговарав со него на сите теми. За жал, не одговара како човек, одговара сувопарно, но намерно така одговара затоа што се правдува себе си. Ја му викам, што мислиш за Македонија и политиката на Македонија? Прво ми одговара, вика, јас немам способност за размислување. И сега што е најинтересно, ја би замолил режијата, сега ќе следите мојот разговор со
со чат GPT, ќе одиме OpenAI, значи отворена вештачка интелигенција. Значи сега можеме да го префрлиме компјутерот во кадар, ја не ни морам да се појавувам назад, се е тука. Да, пуштив музика намерно, Синесфера од Сома FM, затоа што мислам дека заслужува разговор со вештачка интелигенција и малце така драматична музика. Па вечерва емисијата ќе биде проследена со една амбиентална музика во позадина. Јас од вас очекувам, ако решите да се вклучите во емисијата, да поставувате прашања. Имено, ја поставував прашања лични, филозофски, религиозни. Имено, кога идев малце во религија и филозофија, вика, ми одговараше, знаете како, еве, ќе идеме први со него, може и да падне на неколку пати, бидејќи многумина се закачуваат, се вика OpenAI, отворена вештачка интелигенција, и добре дојдовте во ChatGPT. Login with your OpenAI account to continue. И сега ќе се закачам, ќе одам преку мојот Google акаунт. Ова е Free Research Preview. Нашата цел е да добиеме надворешен фидбек во насока да го подобриме нашиот систем и да го направиме побезбеден. Имаме safeguards in place, значи не е дозволено секој се да навлегува. Претпоставувам има многу поинтелигентни, поквалитетни и проницливи, да кажам, луѓе кои, научници кои можат по многу посериозни прашања или евентуално нешто да злоупотребат. Значи, сака да каже дека ако има агресивни или недолични некои работи, системот е направен да не одговара. Конверзацијата може да биде од контролорите на вештачката интелигенција, но и не значи дека ќе ја следат, и замолува да не споделуваме сензитивни информации во нашата конверзација. Значи, да не му давам матичен број, да не му давам моја адреса или некои интимни работи, што ти ја знам. Но тоа е веќе мој избор, што и како, важно ги добив ја. Системот е оптимизиран за диалог и кажете ми дали дали сте задоволни од одговорите и така натаму. Share your feedback in your Discord server. Добро. Значи, во ChatGPT има можности во разговорот да запомни што претходно сум го прашал, да му поставувам јасни и прецизни прашања, а он дава одговори не своји. Значи, он врши дедукција, но одговорите му се врз база на датабазата, на библиотеката која му е ставена на располагање. А таа е севкупното човечко научно знаење. Ако го поставите филозофско или религиозно прашање, он дава многу интелигентен, заобиколен одговор и вели вика ја не давам филозофски и религиозни прашања, но дава свое мислење што е религија и така натаму и така натаму. И еве сега, hello, ја му поставив прашање како hello, може малце и да покрупниме, да видам. Здраво, како можам да ви помогнам денеска? Сега ќе му напишам. Hello, I'm from Macedonia.
My name is Janko, and like to talk with you. Значи сложена реченица намерно. Јас се извинувам. Слаб е мојот англиски, тука сега. My name is Janko and like to talk with you, but on Macedonian. Не сум. Фаќајте ми се заради грешките Macedonија. Значи сакам да разговарам со тебе, ама на македонска кирилица. Здраво, Јанко, се радувам да се малку има со падежите, но она што е убаво, веднаш ги знае многу јазици светски. Се радувам да зборувам со вас на македонски јазик, како могувам да ви помогнам денеска. Океј. Ме интересира дали сега ќе почнам ја на кирилица. Што да му поставам прво прашање, например, дали Аргентина заслужи да го освои светскиот куп во фудбал? За случај. Поставувам дека ќе разбере иако имам и грешка. Тоа е тешко прашање, бидејќи не можам да имам информации за тековната форма на Аргентина, аргентинската фудбалска репрезентација. И на другите тимови во светскиот куп. Односно, треба да се уверите дека тимот е. Значи, гледате, ова па покажува дека не му се дозволени секде да иде и се да прибира, туку го ранат со информации и да се соочи со другите тимови во турнирот за да имаат шанса да го освојат светскиот куп. Но сепак, тоа е одлука што ќе направи селекторот на репрезентацијата. Му дадов сложена реченица, ми одговара опширно на тема за која не верувам да спреме. Дали го следеше светскиот куп во Катар? Значи не објасни фудбал, не објаснив дека Аргентина играла таму, значи како неинформиран за све. Но за Македонија добив многу интересни одговори, па ќе се обидам повторно да видам дали ќе ми ги даде исто така. Како голем модел на јазик обучен од ОПНА, не сум способен да следам спортски надпревари или да имам информации за тековните настани во светот. Моите знаења се ограничени на она што беше познато и објавено до моментот на мојот краен рок на знаење, 2021 година. Видиш, ја не може да му дознам кога е онлайн, а еве сега ми кажа дека значи се што он ќе одговори е она познавање до 2021 година. Могувам. Бидејќи му е погрешен овој збор, ја можам да испратам до нив дека имаат погрешен збор во кирилицата,
но во секој случај не е бугарски, не е српски, не е некој друг кириличен јазик, туку ми пишува на македонски јазик. Ако имате некои други прашања, кои се твоите креатори? Режија, ја би сакал да ги дадете телефоните, да видам дали некој од гледачите ќе посака да постави прашање кое нели до вештачката интелигенција, да видиме какви одговори ќе ни даде. Нели можете и вие ова дома да го правите, но друго е нели на телевизија малци и политички аспект. Јас сум ларгичен модел. Ларга е поврзување помеѓу неколку органи во телото. Значи, обучен од вештачка интелигенција, тоа значи повеќе разни хардвер, компјутери, мрежи и што ти ја знам. OpenAI е компанија за истражување и развој на интелигентни системи, се фокусира на научни истражувања, најновите технологии, значи нема еден човек или двајца, тројца, ова е колективен производ на многу луѓе, како што гледате. Јас сум креиран како резултат на тие научни истражувања и развој на технологиите. Колкав е твојот капацитет? Јас сега тука мислам да ми рече имам 100 терабајти податоци. Да видам како ќе ми одговори, бидејќи нели кога ќе ми рече што капацитет имаш, не бива бе брат, имам волја, можам да направам ово она. Ама вештачка интелигенција не сум ја прашал. Па да видиме што ќе ми. Колкав е твојот капацитет? Не одговара одма, му треба време. Прво преведе од кирилица, второ се обидува сега да го дознае. Јас се трудам ако не ми одговори, можам да му напишам повторно да ми одговори појасно, може и тоа. Јас имам голема меморија и способност да представувам и разбирам различни јазици и концепти. Мојата меморија е ограничена само од капацитетите на серверите на кои се наоѓам и од способноста на моите софтверски алгоритми да обработуваат информацијата. Но независно, видиш, интелигентно нема да ми каже ја имам 5000 компјутери со милион терабајти. Знаеш, сепак има ограничување кај што нема да ти ги открие сите тајни. Но независно од тоа, јас сум способен да одговорам на многу разновидни прашања и да представувам информации од широк спектар на теми. Добро. Кажи нешто, драга. Кажи ми за кој бил Александар Македонски? Сега 8:34. Може да му звоните на Џорџ у Америка, така чисто да се види пошто се ова негови теми идентитетски и да му се јавиш. Разбра? Ти да му се јавиш. Кој бил Александар Македонски? Секако прашал ви идеме и да видиме што ќе одговори вештачката интелигенција. Секако одговорот е генериран врз база на научните податоци кои стојат. Па еве да видиме. Александар Македонски бил еден од најзначајните и највлијателните воени, војводи и политичари во античката историја.
тој бил роден 356 пред нашата ера во градот Пајсија во Македонија. А се смета за основач на Македонската империја, која се проширува низ целата античка Грција, а туку и низ дел од Европа, Азија и Африка. Значи, ќе му поставам прашање, кој ќе одговори ова, ќе му поставам прашање дали Александар бил грк или македонец. Александар Македонски бил познат како високоумен и воен гений, а неговите воени тактики и стратегии се сметаат за модерни до ден денес. Добро, малце граматиката, тука не замерајте. Перфектно е ова, луѓе мои. Перфектно е ова, јас сум одушевен. Тој бил и велик помошник на културата и науката, неговите заслуги се велик дел од она што го чини Александра Македонски еден од назначените личности во античката историја. Бил грк или македонец. Овдека треба да има контроверза, затоа што има научни податоци кои пунат сервери грците со нивните, па да видиме што ќе екстрахира вештачката интелигенција. И сега не реков, знаеш, може да ти каже кој е Александар. Александар Перевски, Александар овој. Значи, Александар Македонски се родил во градот Пајсија во Македонија, која била дел од античката Грција. Видиш се. Тоа е таа манипулација со податоци која има. Така што може да се рече дека Александар бил грк, односно граѓанин на античка Грција. Македонија била регион во античката Грција. Ова е тоа. Значи, они успеа да си ги наметнат овие. Но, ако видите предходното, меѓутоа, по Александровиот роден ден Македонија се смета за дел од античката Грција и граѓаните на Македонија се сметаат за грци. Ова е таа вештачката интелигенција до ова доаѓа. Она ги нема нашите податоци, затоа што ние сме дустари. Но, овдека ви стои. Бил роден во Македонија и се смета за основач на Македонската империја, не грчка. И таа империја се проширува низ цела античка Грција. Значи, ако Грција постоела, што се проширува низ неа? Сама во себе се проширува Грција. Разбирате каков конфликт има овдека. Но, нема вештачката интелигенција капацитет за ова да го разбере. Дали современите македонци се македонци? Малце му играм со зборови да видам дали можам да го збунам. И не му ставив прашалник, туку точка. Значи, правам и грешки намерни да видам дали формалниот дел или го гледа суштинскиот дел со предходните одговори. Да, современите македонци се сметаат за македонци и се однесуваат на Македонија како своја држава и националност. Македонија е независна држава во Северна Македонија, која се наоѓа на североисточниот дел од Балканскиот полуостров. Македонците се потекло од многу стари народи кои живееле на таа територија од давнина, вклучувајќи ги и грците, траките, ромите. Денес Македонија
има собствена култура, јазик, историја, национален идентитет. Дали македонците се бугари? Македонците не се бугари. Бугарите се народ кој живее во Бугарија, која е држава во Источна Европа. Македонците се народ кој живее во Македонија, која е независна држава. Иако Македонија и Бугарија се две држави кои се наоѓаат на североисточен дел од како да продолжи го одговорот, одговори го одговорот, доискажи се. Доискаки се. Вистина се извинувам за мојата предходен одговор да Македонија и Бугарија се држави кои се наоѓаат. Абе, ние сме на југ на Балканот, кои верани со податоци, ама добро. Меѓутоа, македонците и бугарите се две различни националности со сопствена култура, јазици, истории и национални идентитети. Две различни... Малце сложено. Бугарите тврдат дека Тито дали е тоа вистина? Македонците. Секако имате овде нели лайк или дислайк во зависност од тоа како го одговара прашањето. Јас сега за сега се воздржувам од било да ми се допадне или не. Бугарите тврдат дека Тито ги измислил македонците. Дали е тоа вистина? Тоа не е вистина, вери вештачката интелигенција. Македонците се народ кој живее во Македонија и има собствена култура, јазик и историја и национален идентитет. Македонија има долга историја која сега се забележува во современата македонска. Ми стигна на Вибер едно прашање. Македонците немаат никаква врска со Тито или некои други личности од античката историја. Тоа е миф или мит кој не е основан на вистина. Момент, само да видам прашањето. Океј. Здраво, сакам да поставам прашање, да му поставите дали може да предвиди иднина, дали што ќе се случи во иднината. Добро. Ајде сега, бидејќи сме Кирил и Методи, Сашо, почекај, ќе прашам. Биле светите браќа Кирил
и Методи. Значи, предпоставувам дека треба да препознае зашто го прашувам. Светите браќа Кирил, може и добро да со печатни грешки да ги поставувам прашањава, па да видам како ќе се снаоѓа, ама ајде. Океј, кои биле светите браќа Кирил и Методи според прашањето кое го добив од Ненад. Светите браќа Кирил и Методи биле два важни личности или лика во историјата на црквата и на црковниот живот од Централна и Источна Европа. Кирил, прикажан или понукажан како Кирил Македонски, бил роден 827 во Таврија, денешна Турција, Методи 815 во Раземини, денешна Србија. Тие биле првите апостоли на црквата. Во Централна и Источна Европа имаат значајна улога во ширењето, па да го допрашам да се доискаже, ајде, нека се доискаже сепак за доискажете се. Оваа тастатура ми е од млецките, па ќе го удирам на место Ж. Доискажете се, ве молам. Значи ќе го напише истото, да видам и за кирилица, од кога и каде потекнува кирилицата. Добро, Ненад не може, бидејќи вчера јас се логирав и почнав да го прашувам, ме исфрли на 7 дена. Може би агресивно си пишувал, јас се трудам новинарски да не бидам. Значи, он има заштитни мерки, ја ги читав. Ако смета дека некој работи се во рамки на провокација, пасив агресив и така натаму, он има легитимно дискреционо право да те исфрли. Значи, само парафразирај како ќе поставуваш прашања, а не тези. Значи, биле првите апостоли, има значајна улога за ширењето на христијанството на тие области, бил посветен. Добро, окей, само малце да прочитам, ќе се обидам да ги поставам вашите прашања кои стигнуваат сега на Вибер. Кирил бил посветен како епископ на Морава, денешна Чехија, 863 и подготвил првите преведувања на Библијата. Како ми рече, што те интересира, од каде потекнува кирилицата? Добро? Каде потекнува кириличното писмо? Еве. Ама ти ова си го поминал, си изел ќотек и сега се обидуваш. Али, ајде, окей, ако ми исфрли, отиде емисијата. Нема проблем. Јас сум крив ако, нели, ама мислам дека нема овдека. Во ова, да речам, недолично, дека е ова недолично прашање, бидејќи не се обидувам да потикнам контроверза со мои ставови. Кириличното писмо потекнува од античката Грција. Во античката Грција писмото се читало од десно на лево. Значи, ова е податокот што он го има и ова го пренесува. Дали се слагате или не,
Светите браќа Кирил и Метој кои биле првите апостоли на црквата во централна и источна Европа. Значи ова не е негов заклучок, уствари, ова е негов заклучок од, например, има Википедија своја некоја, многу пообемна. Ме разбирате? Кој му е дадена дигитална Оксфорд Dictionary, британска енциклопедија, и они го пунеле до 2021 и ова се работите кои ги напунеле. Значи, податоците он не ги собира од нашите муавети од Facebook, некој патриот и така натаму. Кирилично, значи, кои биле првите апостоли, го измислиле кириличното писмо како би можеле полесно да го преведуваат Божиот завет на словенскиот јазик. Да, овде ќе имаме контроверза. И сега, ако почнам ја да го дрочам за секоја контроверза овде, каде ќе има контроверза, може и да ми исфрли. Ај, ќе пробам. Ќе се вратам после. Дали можеш да ја предвидиш иднината? Ќе оставам, па ќе му го поставам прашањето, ако грците измислиле, како тоа Кирил и Метој измислиле кирилично писмо? Значи, одговорот негов има контроверза, ама бидејќи е вештачка интелигенција, а не само свесна, он не е свесен дека има контроверза. Ја треба да му укажам. И сега малце во таа семантика и логика, како инпут да му дадам за да стане свесен дека има конфликтна ситуација. Најверојатно и можеби некој од модераторите ќе го следи. Дали моќеш? Нешто ЖК. Моќиш. Но јас не можам да ја предвидувам иднината. Јас сум само програм кој е способен да одговара на прашања и дава информации, но можам да ја предвидувам или да ја контролирам иднината. Но не можам да ја предвидувам или контролирам иднината. Иднината е непредвидлива и има многу фактори кои можат да влијаат. Добро, ова е на дамата и одговоривме. Видиме што прашање имаме друго. Прашај го за Гоце Делчев што е по националност. Од каја, прашај го дали знае Бог и каја однесе ташната Луи Витон. Добро. Ама да не го свати како глупо безвезе прашање дека се мајтапам со него и да ми ја упропасти емисијава. Ај малце подоцна. Чекај малце овие. Ќе му го поставам тоа при крај. Гоце Делчев. Колку е висок Монт Еверест? Ова е добро прашање, браво за гледачот, затоа што нашите големи умствени интелектуалци кои пишуваат учебници напишаа дека е 29.000 метри висок Монт Еверест. Ствари, они прочитале на англиска Википедија во фит. 29.000 фита. Подели го на 39.000 тука негде. Колку е висок Монт Еверест? Елон Маск е вџашен и вика дури и морбидно е колку е добар, иако има грешки, значи го проучуваат, а он исто така работи. Монт Еверест е највисокиот брв на земјата и мери околу 8.848 метри или 29.029 фита. Што ви реков? Тој се наоѓа на границата помеѓу Непал и Кина и така натаму и така натаму. Океј. Да видам што друго.
планински врв во Македонија е многу јака програма како да збориш со C-3PO. Да, уште би било подобро кога он би можел text to speech и на македонски, макар и со еден вештачки јазик, ова да го изговори. Види го, уште пише за ова. Не можам да го спречам, сега сваќаш, он е вештачка интелигенција, лично се доискажува, ќе му кажам лайк. Не ти давам респонд. Колку е старо Охридското езеро? Предпоставам дека кога ќе објасни за езерото ќе даде и некој, нели, колку е големо, долго, широко, длабоко, предпоставам. Ој може да помага на средношколци за пишување, одговори, домашни работи и така натаму. Перфектно. Наместо сам да си пребаруваш по Википедија, се си му поставиш прашање. Па не знам, еве поставете ми некоја математичка задача, например. Не пресложена, да видам јас да можам да напишам, бидејќи немам овде кај се треба малце новаа тастатура. Значи да биде множење, делење, нели, собирање, вадење. Едно од најстарите и најголемите езера на Јужна Европа старо е 4 милиони години. Најстари и најголеми езера во Јужна Европа. Се наоѓа во Македонија. Албанија се смета за символ историјата, културата и природата на областа. Охридско езеро 4 милиони старо и област богата со биолошка разноврсност. Тоа е еден од најважните биолошки резервати во светот и се смета за средиште на биолошката разноврсност во Европа. Еве го Матеј ми постави 2 пута 2. Колку е резултатот? Добро. Чекам дека зашто не можам копи пати на... Еве го. За да го решите ова математичко прашање, треба да ги примените правилата на математиката за операции. Леле, не ти дава одговор директен колку е резултат. Него те учи како се работи математика. Не ја кадар. Он цита. Прво треба да се изврши внатре во скобните 3 плюс 5. Први се пресметува 3 плюс 5. Еднакво на 8. Потоа треба да се изврши операцијата на множење. 4 пута 8, 32. И на крај да се изврши операцијата на множење 22 еднакво на 4. Затоа одговорот на ова математичко прашање е 32. Океј? Нели, по кој редослед? Прво во заградата, па идеш множење, па на крај делење. И така доаѓаш до одговорот. Добро. Добро прашање. Кој го направи биткоинот? Добро прашање, добро. Да видиме што има на располагање. Иако Елон Маск рече дека четворица, од кои неколку јапонци се, го имаат биткоин, е создаден од самиот збор е од битоши, токоши, накамичи, нешто така, биткоин во самиото име. Но тоа е Елон Маск што им кажано.
That model is currently overloaded with other requests. You can retry your request or contact us through help center. Znači, ќе пробам new chat. Okay. Здраво, како си? Често пати ми испаѓаше, мислам дека у тие саат време едно 4 пати, 5 пати одново му поставив. Одново почнувавме. А ние саат време разговаравме, олку долго немав тогаш. Здраво, јас сум рачунарски асистент. Добро. Молам да разговараме на македонски јазик. Видиш, не препозна. Здраво, како си го препозна како српски? Право да ти кажем како се гаѓа со падежи, подобро збори македонски од што српски. Те молам да разговараме на македонски јазик. Зарадно могу да вам одговорим на питања на се заглави на српскиот. Да видам дали ќе успеам да го прешалтам или ќе почнам нов чат. Не. Не. Дали може на кирилица на македонски да разговараме? Моќе. Не можем, жето ми е... А не, најминималната тастатура ја одбрав. Здраво, секако можеме да разговараме на македонски јазик. Добро, што требаше да го прашам? Кој го измисли биткоинот? Преска не изфрли, да видиме, ако не изфрли уште едно, значи има блокада да не одговори на ова прашање. Но ја мислам дека ќе даде некаков одговор. Ќе види. Имаме. Биткоинот беше измислен од страна на непознатиот програмер или група програмери под името Сатоши Накамото. Тој издаде првиот, да, Сатоши Накамото е името, поточно, да. А Елон Маск објаснуваше дека Сатоши Накамото е кованица од делови од имиња на неколку познати ликови кои он ги... Првиот биткоин издаден 2009. Своето измислување на форумот за криптографија под името Сатоши Накамото. Накамото утврди дека целта на биткоин беше да се создаде децентрализирана валута без потреба од никаква централна власт или банка за управување со неа. Во моментов биткоин е најпопуларната криптовалута и е користена за различни цели, вклучувајќи транзакции со наплата, обем на информации и како финансиска инвестиција.
дали биткоинот е одржлив? Реално. Биткоинот и другите криптовалути се обикнуваат да се сметаат за нерегуларни и нестабилни. И многу луѓе се скршуваат за тоа да се расправаат. Треба сега овој збор да го напишам, например, наместо скршуваат, ку расправаат и он ќе го стави во тоа. Не мора да го прифати, ама може да го користи. Идеме со музика у позадина. Одлично. Амбиентална музика, тоа е Сан Франциско радио станицата. Ете, и ја да уживам во тоа, бидејќи кога разговараш со малце така и добре во атмосфера со вештачка интелигенција. Значи, тоа го прави биткоинот непредвидлив и ризичен за инвестирање. Многу фактори, вклучувајќи развојот на технологијата за криптовалути, регулаторските правила и политичките дејствија можат да влијаат на цената на биткоинот. Некои луѓе сметаат дека биткоин и другите криптовалути можат да играат улога во идниот трансформативен начин на тргување и финансирање. И некои инвеститори се одлучуваат да ги користат како и така натаму. Можам regenerate response, но да не губиме време. Јас да видам дали има уште некој интересно прашање. Од кога постои Македонија? Добро, да видиме што вика науката. Бидејќи он нема да даде свој одговор, он ќе даде одговор базиран на она што како научни сознанија. И сега може да каже Македонија како област, Македонија како држава. Ја мислам дека ќе каже за Македонија како држава. Иначе, оваа музика, Синтер, е дел од Сома FM и ова нон-стоп ми врти и кога спијам и кога сум буден. Прекрасен е амбиентот, го разубавува, ги смирува невроните и едноставно дава една убав амбиент, една убава топлина едно убаво чувство во просторот во кој се предстојува. Македонија е држава на Балканот, локализирана во југоисточна Европа, таа била центар на Римската империја, потоа дел од Византиската империја. Значи, ако сакаш одговор, барем по ова што он ти го каже, од времето на Римската империја. А потоа се искусила во влада на неколку искусила во влада. Покушавам. Вклучувајќи Османлиска империја, Австро-Унгарската империја и СССР. Ние сме били погрешни податоци имаме. После дестабилизацијата на СССР во 1991, Македонија се обнови како држава и стана дел од СНО и ЕУ во 2004 катастрофа. Така Македонија постои како независна држава од 1991, но ја има својата историја и култура кои се простираат многу подалеку од тоа време. Значи, од современиот политика со СССР е врзано, тоа е погрешен одговор, тоа значи дека има погрешни податоци во овој момент со кој располага. Поставувам прашање, колку е моќна вештачката интелигенција? Колку е многу апстрактно прашање, ама баш ми е интересно да видам што ќе одговори.
Дали Македонија ќе влезе во ЕУ? Прашање. Абе, што не прашаш дали ќе се оженам? Малку повеќе размислуваш за овој одговор. Мислам дека го модерира малку. Мислам дека помина низ филтер. Моќта на вештачката интелигенција се мери на различни начини, е многу тешко да се даде точна оценка на целосната моќ. Еден начин е да се мери моќта преку низината способност да се интегрира со нашите животи и да ни помага и да ги подобриме. Значи, де факто не постои мерка за моќност. Знаеш, тоа е едно општо чувство, колку повеќе ќе ја има. Но знаете дека вештачка интелигенција ви е Google, Siri, не мора му кадар, другар, нека чита што пише. Google, Siri, како се викаше? Siri се викаше на Apple? Заборавив се. Cortana на Windows, Alexa на Amazon, мислам дека е Siri. Siri. Сето тоа се вештачки интелигенции, асистенти кои ти помагаат. Или само што они се онлайн, па по аудио командите ваши можат да направат да дадат одговори. Ја цела недела се расправам со Google. Google, например, нема име. Ја еве и оваа вештачка интелигенција ја прашував, нема име. Значи овдека вика, друг начин да се мери моќта на вештачката интелигенција е преку низината способност да учи и да се подобрува со времето. Постојат вештачки интелигенции системи кои се учат од сопствените грешки и тие грешки ги исправаат во од. Добро, интересно, добро прашање. Како се вика програмата за контакт со робот? Прво, не е робот. Робот е машина која наликува на робот, човеколика или цилиндрична и така натаму. Ова е вештачка интелигенција. Се вика ChatGPT. Прашање, дали Македонија ќе влезе во ЕУ и кога? Ајде. Ајде да го коригирам, Македонија со големо. И Д. Добро. Да видиме. Каква е политичката прогноза на вештачката интелигенција? Ќе даде дипломатски одговор. Тоа сум убеден. Кој го уби Кенеди? Добро, добро. Македонија е кандидат за членство во Европската Унија од 2005 година, од тогаш таа извршува различни реформи и прилагодувања кои се потребни да ја задоволат условите. Поради тоа се уште не е објавено кога точно Македонија ќе стане членка на ЕУ. Процесот на членство во ЕУ е долг, сложен и зависи од многу фактори. Пази, нема ништо лага, ма е дипломатски одговор едноставно. Не е како нели, со таксиста. Таксиста ти е вештачка интелигенција. Прашај таксиста кој ќе влезе во Македонија? Никад. Ќе ти одговори. За 20 години, ако е СДСМ-овец. Ќе рече до година. Ко другар ми Томе. Вика, летово влагаме во Европска унија. Аман бре, Томе бре.
Аман бе, човек. На пролет. Која пролет? Ај сега. Шраптамо. Значи, процесот на членство е долг сложен, зависи од многу фактори, вклучувајќи ги развојот на реформите, способноста на Македонија да се прилагоди кон стандардите НЕУ и политичката волја на останатите членки НЕУ да ја примат Македонија како членка. Зависи од други фактори, како што се меѓународни односи и регионална безбедност. Што реков, што имаше овдека за торбата кој го уби Кенеди? Да видам дали ќе укапира, бидејќи не напишав председателот Кенеди, а не е само еден Кенеди. Но дали он ќе укапира дека ја токму мислам на Кенеди, затоа што и други кенедијевци биле убиени. Дали точно ќе мисли на председателот Кенеди кој беше убиен во 62 година, 63-та, како беше? Не можам точно да ви кажам. Значи, не е ли Харви Освалд? А не знам кој е Кенеди и во кој контекст е... Аха. Кој го уби председателот на Соединетите држави Кенеди? Значи, бидејќи дадов опште, не е еден Кенеди и не извлече дедукција дека на прашање кој го уби Кенеди се подразбира дека се прашуваме за председателот Кенеди. Сега да видам дали ќе му стане јасно бидејќи напиша председателот на САД Кенеди. Џон Фицџералд Кенеди, така е. 22 ноември 63-та, Дала, Тексас. Стейтот, штатот, државата Тексас. Тој убиен стрелец на располагање од човек именуван Ли Харви Освалд, кој бил осуđен на призон. Почна на англиски, добро, од прв степен на... Па види, и добро е да греши, пошто предпоставам дека англичани, американци го прават на англиски јазик, сега он збори на македонски, па и логично е малце да подгрешиш. Како ја, например, кога разговарам и ќе се залаупам со некој англичанец, па ќе си употребам македонски збор, кога у моментот у брзо зборење нема да ми текне на англискиот. Освет бил признат како главен обвинет на судот и осуден на смртна казна, пред да биде извршена казната, тој префрлен во затвор на понатамошен надзор, каде што почина на исцрпување на средината на 67 година. Па нели го убија, не? Ли Харви Освалд. Чекај сега. Какви зраци емитува биоптрон, лампата која се користи во медицина и за што се употребува? Чекај малце подоцна тоа. Праша го дали ќе одиме во диско. Одлично прашање. Дали ќе одиме во диско? Меѓувреме да видам уште некој интересно прашање. Праша го колку универзитети има во Македонија, да е тоа држава, треба да се направи. Ај напиши ми го прашање во убаво,
со кирилица, да направам копи-пасте, да не пишувам толку долги. Океј? Значи, пишувајте ми на кирилица, до кога ќе трае војната со Русија и Украина. Добро? Не можам да ви кажам дали ќе одите во диско, бидејќи не знам ништо за вашите планови до вечерва. Одлуката за одење на диско или не на вашата домашна страна, што зависи од вашите интереси, преференции и така натаму и така натаму. Ова за ламбата, ако вие точно какви израци, еве, копи-паст, ако да видам што ќе ми каже. Ако сакате да одите на диско, треба да најдете место кое одржува диско и да се подготвите според вашите желби и потреби. Може да се обратите кон пријатели или со организаторите на диското да добиете повеќе информации и се организирате соодветно. Како татко ми исто кога ми збореше, ќе ми речеше, мора баш бе тамо. Ве молам, ако имате подолга реченица од 2-3 збора, напишете на кирилица да направам копи-паст. Стварно веќе заморен сум саат и пол пишувам текст. Не ми е доставно. Толку ли ви е тешко на кирилица да напишете прашање? И мислам, напишете го прашањето како вие да го поставувате, за да го, нели, да го прочитаат и другите и само со копи-пасте. Какви зраци емитува биоптрон лампата или ламбата, со Б мислам дека, која се користи во медицината и зашто се употребува? Овој мене ме заинтригира. Биоптрон ламбите се употребуваат во медицината и другите области како извор на светло со цел да се подобрат одредени терапии и процедури. Тие се користат за разни цели, вклучувајќи зошто во зима е поладно? Одлично прашање. Одлично прашање. Чекај, копи пасте додека одговара. Значи, Александар, Јанко постави му прашање за мистериозната интернет загадка Цитада 3301. Ај напиши го ова на кирилица, уште една замолница од мене. Евака, зошто во зима е поладно надвор? Од надвор. Добро, ајде и така ќе го. Да видиме овдека што вика. Тие се користат за разни цели, вклучувајќи ги лечење на кожни болести, лечењето на муки, непријателски реакции на кожата, како и подобрување на циркулација и имунитет. Биоптрон ламбите емитуваат светло од различни дланки на делови на спектарот. Треба, добро, на светло, вклучувајќи ултравиолетово, високо енергетско и ниско енергетско. Овие различни типови на светло се избираат со различни цели и се користат според она што биотерапијата и процедурата. Според научните истражувања, светлото од ултравиолетната дранка, ултравиолетовиот дел од спектарот има бактерициден ефект. Океј, зошто во зима е поладно од надвор? Добро. Е поладно надвор, без од, ама ајде да видиме дали, еве, ако интелигенцијата погрешила, дали вештачката интелигенција ќе го укапира нашите граматички грешки. До кога ќе трае рат помеѓу Русија и Украина? Не е рат, туку војна, али ајде. Нека биде. Во зима воздухот надвор е поладен поради ниската температура на воздухот. Воздухот се оладува кога температурата не е на неговата околина. За Јосип Броз Тито и Југославија стварно
досадно ми е да слушам и да читам. Цела младост учев тоа, сега стварно ништо. Фала ви за прашањето, ама вие разговарајте си. Мислам дека генерално публиката сега да чита за историјата, бидејќи кога ќе поставам која била СФРЈ, ќе ми дава историски податоци, јајце и така натаму. Аман, одговарав милион пати средно, за тоа доста ми е. Значи, еве ви, во зима температурата на воздухот е помала, температурата на воздухот надвор во становите, па затоа воздухот надвор е поладен. И исто така во зима се користи топло грејење во становите. Имам сега да му поставам некое прашање. Дали вештачката интелигенција ќе завладее со светот? А ја да ви честитам публико, без оглед све, и навистина не ми замерајте ова за СФРЈ, бидејќи ги знам одговорите и повеќето знаат, сите знаат кој бил Тито, која била Југославија и така натаму. Малце вака овие поконтроверзни теми кои се наши околу прашања идентитетски, нели имавме со Бугарија многу радосни вештачката интелигенција дека сме држи вамо, даваме одговор имаме. Вештачката интелигенција е технологија која се користи за создавање и извршување системи кои се драги пријатели, прашања ако сакате на кирилица поставете, пошто не можам да пишувам веќе, ај на почеток, многу ми одзема време. Се користи во различни области, како што се транспорт, медицина, образование и бизнес. Може би некогаш вештачката интелигенција ќе има влијание на светот и ќе се користи на широка маса, но тоа не значи дека ќе завладее со светот. Вештачката интелигенција е само еден алат кој се користи за одржување на работа и давање поддршка во различни области. Тоа не значи дека ќе го замени човекот или човечката. Добро? Јане, да ти кажам, ти ми правиш најдобри циркуси. Дали не посетили во земјани? Ајде, ова е интересно да видиме со што располага оно да одговори, затоа што мислам дека доскоро нешто објавија од американската војска, Пентагон објави официјални снимки за средби со НЛО, но не се декларирани како вонземјани. Дека е тоа неидентификуван летачки објект, а не вонземски објект или елиен објект. Требаше со прашалник. Добро, нема врска. Малце се замисли, да видиме што е. Ми е страв. Еве ова. Што е тоа? Цицада 3301 и кој ја измислил. Добро. Како разумен објект, тргни ги телефоните и скајпот, завршивме бидејќи ќе завршиме емисијата, уште 2-3 прашања имам, само пристигнуваат многу. Како разумен објект, не, ќе прашам за Боки. Каде е Луи Витон торбата? Јас сум ларгичен модел кој тренира да одговара, значи не ми го разбра прашањето. Не ми го разбра прашањето. Добро, ајде да видиме што е тоа Цицада, Кикада, Сисада 3301 и кој е измислил. Добро, ова предпоставувам дека
човекот што ни ја испрати знае све за ова, само му е интригантно да запознае пошироката маса, бидејќи очигледно дека ова се некои, предпоставам, теории на заговор, така натаму, на Shadow, и да видиме што ќе одговори на ова. Ја појма немам што е. Едноставно, многу си го седам слободното време да го потрошувам на полувистини и полутези, иако има таму добри работи и проекти кои стварно да те замислат. Океј, овој проект кој започна од 2012 се однесува на серија таинствени пораки и загадки што се објавуваат на интернет и кои се наменети за луѓето со изумни компјутерски вештини. Целта на овој проект е да се најдат талентирани информатичари и криптографи кои ќе, види ова е интересно, кои ќе бидат способни да разрешат загадките и да се приклучат кон организацијата. Ајде, регенерирај. Ова конкретно медицинско прашање. Мускуларна дистрофија, дали може да се лекува со канабис? Океј, многу конкретно. Е непозната организација која се појавила на интернет 2012. Гледаш, малце подобар одговор сега добиваме. Со серија тајни изазови, challenges, предизвици, кои се поставувале на различни места на интернет. Овие предизвици се состоеле од загадки, кодови, кои требале да се разберат и решат од учесниците. Целта на изазовите биле да се најдат луѓе со специфични вештини и океј, ќе видиме понатаму ова прашање. Дали мускуларна дистрофија може да се лекува со канабис? Сега треба да ги прочитат, значи, во овој момент вештачката интелигенција се она што ја е дадено како податок до 2021, она во овој момент нема да иде на интернет како Google Assistant да на интернет најновите сознанија што има, и Google, предпоставувам, ако ги има ограничено од каде може да влече податоци. Значи, мускулна дистрофија е група на генетички условени мускулни болести кои предизвикуваат слабост и растрепување на мускулите. Постојат различни типови на мускулна дистрофија кои можат да се јават во различни фази на животот. Тие се карактеризираат со слабост на мускулите. Добро, негове првин да опише за што збориме, да ме објасни, затоа што не предпоставувам дека знам или не знам. До моментов не постои точен лек за мускуларна дистрофија. Но, ајде, ќе му... Еве, нема да ја спомнам, туку да видам дали ќе запамти претходното, но дали може да се лекува со канабис? Ова е интересно, бидејќи и ова дури потикнувачки да се... Ја мислам дека ќе ја користам често во емисија, ќе разговараме, ќе имаме отворени телефони, а гледам според интересот, може и утре да продолжиме. Многу прашања се поставија и тоа, да ви кажам, па ете, и за СФРЈ, и за Тито ќе одговориме. Ако направиме серија од ова,
мене ми е предизвик бидејќи добиваме одговори од вештачка интелигенција, не од конкретно една Википедија и така натаму, и да видиме, ова е shape of things to come. Не добивам одговор, падна. Океј. Дајме мен у кадар. Режија? Да. И да видам со мојот Google асистент дали можам да разговарам. Hey Google! И ми пишува How can I help? Немаме горна камера. И ме слушна ми вика How can I help my горната камера? Hey Google, who is Janko Ilkovski? Janko Ilkovski, временска прогноза и апел. Janko Ilkovski, Фрчковски и Трајановски немале да. Hey Google, зашто не ми даеш аудио? Hey Google, speak to me. Hey Google, can you talk to me? Hey Google, can you talk? Не ме разбира, ми враќа со текстови, вика не те разбра добро, повтори прашањето. Hey Google, can you talk to me? Не може да ми збори. Например, со они вештачките, например, со Сири разговарате, ви одговара да ми ресторан, како да стигнам до железничка станица, како да додам до ова, до она и така натаму. Дај да ги прегледаме малку и прашањата кои ни стигна. Кога Македонија ќе се пласира на светско првенство во фудбал? Еве, утре ќе остане ова. Ова го прашав и ми кажа дека дека Македонија била во СССР. Да, и мене ми го одговори истото. Значи има погрешен податок. Тоа покажа. И сега, вие можете да учествувате. Ако најдете на погрешен податок, внесете, напишете поплака. Ме разбирате, овдека можете, например, ако не ви се допадне, минус, и напишете кој е идеалниот одговор кој треба да биде. Ви текно е, или ако ти одговорил harmful, не е вистина, например, одговорот и така натаму. И овие кои ја креирале се благодарни ако им правиме ваков фидбек. Последното прашање ќе биде за Боки и торбата. Значи, прво, здраво. Сакам да разговараме. Ова е последно прашање на македонски јазик. Кирилица. Сега ќе ми одговори како е среќен, како е среќна вештачката интелигенција, како може да ми помогне, предпоставам така. Но гледате дека има, што значи незините капацитети се оптеретени, затоа што милиони во овој момент, нема да ви каже колку, но милиони од цел свет разговараат и она прави вистинска симултанка. Сакам да ви помогнам со обеждането е на македонски јазик со кирилица, така што ќе можам да ви одговорам на прашањата. И да ви помогнам со сите потреби што имате. Како можам да ви помогнам? Кажи ми каде е торбата Луи Витон што
со 2 милиони евра, што Боки 13 ја зема од Орце Камчев. Каќи. Не е Каќи, кажи. Добро е што не стиснав ентер. Кажи ми каде е торбата Луи Витон со 2 милиона евра што Боки 13 ја зема од Орце Камчев. И сега он треба да пребара извести, ако има пристап и до вакви локални афери, хроники и така натаму. Ќе видиме сега со кој капацитет на податоци он разбира, бидејќи ова е прилично локална работа, но беше голема афера, што може би требало. За жал не можем да ви преземам информации од настани што се одбиваат во самата реалност. Моето знаење е ограничено до информациите што ми биле достапни до моментот на моето обучување, кое се одвиваше пред неколку години. Сепак можам да ви помогнам со други прашања или да ви дадам информација. Што е Бог? Не одговара на вакви прашања и ќе се огради, ама интересно е кога му поставува прашање од космологијата, бидејќи стварно го напуниле со 300 одговори и така натаму. Завршивме, утре ќе продолжиме, дефинитивно има уште цела емисија со прашања. Значи, ова за мене беше вистински експеримент и јас сум одушевен. Знаете дека многу ја омаловажува публиката на Јади Бурек, дека се тоа луѓе прости, дека немаат појма, не бањати, националисти и така натаму. Вечерва покажа дека и тоа како интелигентни луѓе кои следат, разговараме со вештачка интелигенција. Не го прави тоа секој. А ја не памтам некоја емисија во живо вакви прашања, но секој по-провокативно и поопшто прашање е доста интересно. Филозофски и религиозни прашања не е способен, не му дозволуваат од проста причина, ја претпоставам, за да не се навреди некој друг, бидејќи секоја религија се смета дека е во право, навредлива има едната или другата и така натаму. Но, еве да видиме што е неговиот конечен одговор за вечерва. Бог е концепт кој се разликува меѓу различните религии и филозофии. Во различните религии Бог се штити како супермоćна сила или божество која создава и го управува светот и сите живи суштества во него. Граматички грешки има. Тоа е тоа. Но, ако вие македонците, кои добро си го познавате јазикот, учествувате во, можете да помогнете уште подобро литературно да се изразува. Некои веруваат во еден Бог, додека други веруваат во повеќе божества. Бог се често смета за символ на безгранична моќ, мудрост и љубов и често се служи како објект на религиозно почитување и молитва. Сепак постојат луѓе што не веруваат во Бог или религија и гледаат светот, животот од научна гледна точка. Ето, тоа беше се за вечерва. Само да кажеме што имаме. Дали постојат илуминати, колку тие влијаат во светот, дали еврејскиот Талмуд учи нешто против христијаните, колку членови од триот джентълмен од Скопје, Македонија, колку се членови на триот джентълмени од Скопје, Македонија. Аха, ова е она прашање, која река тече под мостот на Вардар. Добро, ќе му го поставам утре. Дали ќе се врати Никола Груевски? Браво, Давор, утре вечер продолжуваме истава емисија со истава форма. Дали во иднина ќе се појави нов вид на вирус сличен како COVID?
дури и на мојот личен Вибер добив интересни прашања. Како да ослабам? Што е здрава храна? Теклото на Александар Македонски. Значи, за Александар, ако сакате да добиете, не го спомнувајте зборот Грк. Ако прашувате за Александар Македонски за Македонија, не спомнувајте во контекст Грција, затоа што тогаш ќе рече, била во рамките на Грција. Затоа што грците накнадно го убацуваат тоа со своето влијание и лоби. Но, луѓе, и Википедија и све се уредува од наши луѓе. Земете учество, не чекајте готово. Мислам, обични луѓе го уредуваат врз база на научни податоци. Значи, можете и вие да делувате на ова и бидете пристојни, бидете интелигентни, да најдете, да срочите реченици за вашите сугестии да утре бидат применети, затоа што предпоставувам дека многу од овие сугестии или имаат алгоритми кои некој ги проверува, или алгоритам кој проверува алгоритми кои проверуваат одговори и прашања и така натаму. Вештачка интелигенција во вештачка интелигенција. За жал не можам да дојдам до податок, ќе побарам одговори и прашања кои и се така креаторите, каде се серверите за овој чат GPT. Значи, уште да само да кажеме дека ние истрениравме модел наречен чат GPT, кој има интеракција на разговорен начин. Диалог формат, возможен да одговори откако ќе му се постави прашање. Секако дека има и грешки, па дури и некоректни премиси, ќе ги отфрли и на appropriate request, например перверзии, закани и така натаму. Чат GPT е сроден модел, сиблинг модел на Instruct GPT, кој е трениран да следи инструкции веднаш и да даде детален одговор. Не сум го видел Instruct GPT. Малце е поедноставно овдека. Добро, овдека по-програмерски е по-напишано. Морам да, иако сум навистина се сметам дека сум малце по-писмен, благодарам режија, во ова пресложено е. Значи, животот треба да го строго фокусираш. Ја како новинар, површно, се занимавам со и морам да ви признам, одамна не ми било вака интересно и со вас, со вашите прашања, и утре ќе ги поставам, нема да ги поставам прашањата сега, ќе ги поставам утре во живо, а можеби ќе се приклучат и некои други и со доста интересни прашања во сево ова. Челеник, ја му поставував дури прашања во смисла дали би сакаш да владееш, да не завладееш на вештачката интелигенција. Вика, не, јас сум програмиран да служам, јас сум ларгичен систем, програмирам да давам услуги и информации. И сега едино, можеби некој од вас малце по-логично ќе размислува, го прашав, дали можеш да извршиш дедукција? Вика, да, јас вршам дедукција. Но кога го мислам, кога ќе му поставам прашање, што мислиш? Он ми вика, ја не сум способен за мислење. А ја во суштина го прашувам да дедуцира. Па, можеби би помогнале вака со некои прашања или равенки, например, кои би објаснил како се решават. Еве, имаме едноставна, а утре напишете некоја и посложена, да видам како ќе реагира.
например, е еднакво МЦ на квадрат, ќе напишам да ми образложи, ама таа е сите ја знаеме, бидејќи значи енергијата е еднаква на масата по брзината на светлината на квадрат. Или во суштина поента дека ова и енергијава која е нематеријална се едно те исто, само различна форма. Благодарам за прво честитки уште еднаш, респект од мене, длабока почит, а конечно на крај, лека ноќ и пријатно. Утре продолжуваме да видиме дали можеме да поставиме некоја логична стапица за вештачката интелигенција. Пријатно.